Под мотото "Надмини ги предрасудите, запознај ги ромите" стартуваа активностите од проектот на Национален ромски центар Рома Прајд или Ромска гордост. Истовремено официјално беа најавени активностите од проектот на НРЦ Ајде да зборуваме за дискриминација, со кои се работи интензивно на интегрирање на дечињата роми, откривање на дискриминацијата на оваа националност, како и унапредување на нивното живење во рамки на заедницата во која творат и действуваат. Ќе се работи во 3 фази, каде што денеска е работилница, за кои основни училиштата од Куманово, основните и средните, беа запознаени со предрасудите, стереотипите и дискриминацијата, кои ги господја Васка Бајрамовска Мустафа, раководител на Оделението за детски права и лица со попреченост. И по втората фаза имаме креативни дела, во кои учениците ќе цртат на маички и ќе се снима видеоматеријал. И третата фаза е изложба на изработените дела од настанот. Дискриминацијата и кршењето на правата на децата роми се уште застапени, за што говорат и бројните представки до секторот за заштита на права на децата и лица со попреченост при институцијата Народен правобранител. За жал морам да кажам дека дискриминацијата од година во година зазема поголеми размери и она што е интересно е што се менува основот на дискриминација. Меѓутоа никогаш не се заборава, односно не се намалува бројот на представки поднесени по однос на етничка припадност. Само како споредба ќе ви кажам дека во минатите години особено беше актуелно прашањето со враќањето на ромите од граница, односно ограничувањето на слобода на движење, каде што само припадници на ромска етничка заедница во најголем број, за разлика од другите етнички заедници, беа вратени и не им беше дозволен пристапот до излегување надвор. Задоволително е тоа што граѓаните помалку, но постепено, но се повеќе и похрабро да знаат што е дискриминација, ги препознаваат механизмите за заштита, доаѓаат во нашата институција, меѓутоа потребни се и понатамошни заложби. Во рамки на проектните активности ќе бидат вклучени вкупно 70 на дечиња, ученици во сите основни училишта во Куманово, а вкупно 140 лица ќе бидат опфатени со проектите кои имаат една единствена цел: унапредување на статусот и животот на ромската популација во Македонија.